Овој видеотуторијал ја објаснува постапката на електронска заверка на потврда за потреба од ортопедско помагало и наменет е за сите матични лекари и лекари специјалисти од соодветна специјалност согласно правилникот. Се најавувате со вашата имейл адреса на вашиот профил на веб порталот на Фондот за здравствено осигурување. По успешната најава, во зависно од вашите доделени привилегии за пристап, избирате иконата Барање за осигуреници. Од барањето за осигуреници избирате заверка на ортопедско помагало. Постапката ја започнувате со внес на матичниот број на осигуреникот за кој што сакате да направите заверка на ортопедско помагало. Со избор на копчето Пребарај добивате увид во листата на претходно заверени и издадени помагала за осигуреникот. Внес на ново помагало кој што му е потребно на осигуреникот се прави со избор на копчето плюс во горниот десен агол од отворениот панел. Добивате нова форма во која што е потребно да се внесат следните податоци. Задолжително бројот од амбулантскиот дневник, видот на ортопедско помагало кое што го избирате од соодветното паѓачко мени, шифрата на дијагноза кое што исто задолжително избирате од паѓачкото мени. Во случај да пропишувате ортопедско помагало кое што има одредена специфика, потребно е да се дополнат податоците дали истото се однесува за лево или за десно. Постапката ја завршуваме со подпишување и зачувување на барањето. Напоменуваме дека при процесот на верификација на електронската заверка на ортопедското помагало, електронската здравствена картичка од лекарот задолжително треба да биде внесена во читачот. Постапката ја финализираме со внес на дигиталниот сертификат и пинот за валидација од страна на лекарот. По успешно завршената постапка на подпишување, направената заверка станува достапна на профилот на осигуреникот, во апликациите на Фондот за здравствено осигурување, како и во ортопедската куќа која што има подпишано договор со фондот за испорака на соодветниот вид на помагало. Направената заверка можете да ја прегледате уште еднаш со цел да потврдите дека во се коректно внесените податоци и да напоменеме дека за ваквиот вид на заверка не е потребно рачен подпис и печат од здравствената установа која што ја издава, бидејќи на истата во долниот десен агол стои дигиталниот сертификат и факсимилот од лекарот кој што ја пропишал.